Ги гледате вестите на Сител. Во студиото со вас, Маријан Ников. Добро утро, вести во 8. Една недела Гостивар без вода. Вчера попладне кризниот штаб најави дека водоводот се подготвува за овозможување за техничка вода. Првично се изврши чистење на оној центар, да кажеме, од каде што се каптажата, од каде што се обезбедува водата во рамки на општина Гостивар. Исто така се постави систем кој што би требало да направи дополнително хлорирање на водата, она како што беше доста употребено во јавноста последниве неколку дена, хиперхлорирање, кое што хиперхлорирање ќе биде во рамки на законски дозволениот максимум согласно правилникот кој што регулира хиперхлорирање за ваков тип на настанати кризни состојби, така да нема да биде по штета на граѓаните на општина Гостивар. Односно, за пример да ќе дадам, за време на короната во Скопје хиперхлорирањето и водата која што доаѓала до крајните корисници било со параметар, да речеме, 1. А овде ќе одиме со хиперхлорирање од старт во рамки на изворот, односно каптажата каде што се поставени сите овие инструменти 0,8, кое што во секој случај нема да влијае негативно по животот и здравјето на гостиварчани. Но тоа не значи дека водата треба да се користи за пиење или пак како техничка вода, се до оној момент додека не известиме дека истата е во ред. Примарна цел е да се исчисти главниот цевков, односно примарната мрежа. Кога примарната мрежа ќе биде исчистена, постепено и секундарната мрежа кај главниот корисник ќе дојде до исправна вода. Во текот на вчерашниот и денешниот ден во Гостивар е донесена 200.000 литри флаширана вода. Денес до граѓаните на општина Гостивар е доставена и над 100 тона техничка вода. Се разбира, по потреба можеме да доставиме дополнителни количини на техничка вода. Ангажирани се вкупно 13 цистерни за вода и 1 камион со резервоар за вода. Моментално во Гостивар има 8 цистерни за вода, а уште 5 ќе пристигнат во секој момент, заедно со камионот со резервоар за вода. Здравствените власти велат дека епидемијата стигнува, но сепак апелираат до граѓаните на Гостивар да ја почитуваат забраната за користење на водата од градскиот водовод. Астровирус и шигела кај гостиварци кои дале примероци за анализа. Овие се најчести, но не единствените вируси и бактерии изолирани кај жители од Гостивар, кои се резултат на фекално загадување или загадување од атмосферски води. Иако има повеќе анализи што е пронајдено кај болните, здравствените власти велат дека не може да донесат генерален заклучок. Астровирус е најчест и шигела е од бактериите најдена најчесто. Не во сите народи, меѓутоа има пациенти што ги имат сите. Може има некој што има една, значи не се идентични резултатите, како што не се идентични резултатите на чешмите. Значи има 4 чести и 5 прљави. Клековски вели дека е стагнирачка состојбата со прегледи, но побара од гостиварци да не се опуштаат. Морам да предупредам да не настане попуштање во спроведување на мерките. За мене надвор инкубацијскиот период, бидејќи ги знаеме кои вируси и бактерии се присутни, е многу поважно дали граѓаните ќе задржат дисциплината или не. По еднонеделната криза и прогласената епидемија, гостиварци најмногу сакаат да слушнат кога од нивните чешми ќе потече чиста вода. Јас очекувам до крајот на оваа недела да имаме технички исправна вода во Гостивар. Сега треба да се пристапи кон целосно, би рекол, перење на системот, за да може да добиеме вода која што ќе има нормални граници на хлор и која што ќе биде добра за техничка употреба. А ако секако што биде планот е кон крајот на идната недела таа вода да биде добра и за пиење. Што се однесува на бројните реакции на социјалните мрежи по вчерашната изјава на министерот за здравство за слободни јавачи на епидемијата. Клековски денеска тврдеше дека не мислел на никој конкретно, туку дека граѓаните треба да се информираат од официјалните канали.
Сања Димитровска, Сител телевизија. Центарот за јавно здравје од Прилеп вчера попладне информираше дека водата за пиење во Крушево е бактериолошки неисправна. При редовна контрола на квалитетот и безбедноста на водата за пиење во градскиот водовод на Крушево е констатирано отсуство на резидуален хлор во водата, како и бактериолошка неисправност, односно наод на бактерии од цревно потекло. На жителите од град Крушево им се препорачува за пиење да користат пакувана вода, додека водата од градскиот водовод како вода за лична хигиена, приготвување на храна, перење и миење садови може да ја користат само после превривање од минимум 10 минути. Препораките важат се до добивање на 3 последователни исправни примероци од водата. Исто така, Центарот за јавно здравје Прилеп ги информира жителите на Крушево дека при испитувањето на крајпатните чешми, бензинска пумпа и Света Петка, земени на 20 јули 2026 година, е констатирана бактериолошка неисправност и истите не смеат да се користат како вода за пиење. По објавата во средата за забрана за користење на водата во Валандово поради зголемено ниво на арсен, градоначалникот тврди вчера дека добил резултати од нов вонреден извештај кој покажал дека водата е безбедна за користење. Сепак, пред да ја користат граѓаните, тој повика да ги почекат и официјалните информации од надлежните служби. Водата од градскиот водовод во Валандово е безбедна за пиење, покажуваат најновите резултати од вонредната анализа спроведена од Институтот за јавно здравје. Ова денеска го соопшти градоначалникот на Валандово Ѓоко Камчев, кој го презентираше и лабораторискиот извештај. Според Камчев, состојбата во Валандово ни одблиску не е како таа во Гостивар и смета дека таквите споредби се несериозни. Согласно резултатот кој што го добивме денес, концентрацијата на арсен изнесува 1,40 од дозволени 10. Со оглед на ова, чекаме во секој момент, во текот на денешниот или во текот на утрешниот ден, Агенцијата за храна и ветеринарство да ја укине забраната за употреба на водата за пиење. Дека нема место за паника, преку социјалните мрежи порача и токсикологот доктор Нико Беќаровски. Во неговиот јавен совет до граѓаните на Валандово, тој посочи дека краткорочното консумирање од неколку дена или недели не предизвикува симптоми ниту акутно труење, па така нема потреба граѓаните панично да бараат лекарска помош. Според него, опасност од хронични последици постои само доколку ваква вода се пие со години, а најважно во овој момент е надлежните брзо да го лоцираат изворот на загадувањето и да обезбедат соодветни алтернативи. Од општина Валандово најавува дека во следниот период ќе реализираат уште неколку вонредни проверки на водата со цел целосно да се утврди точната причина за претходното отстапување во анализите и да се гарантира безбедноста на граѓаните. Зоран Ѓорѓиев за Сител телевизија. Лидерот на СДСМ Венко Филипча побара вонредна контрола на сите водоснабдителни системи и објави информација за зголемено ниво на фекални бактерии во примерок од чешма од болницата во Лешак. Тој бара и одговорност на сите вклучени во системот на контрола и превенција. Ова што се случи во Гостивар само еден од показателите и најдраматичниот доказ за тоа колку системот е оштетен и лошо се менаџира од страна на оваа власт. Примерок од чешма, од болницата во Лешак, кај што се лечат луѓе. 51 колиформни бактерии на 100 мл вода. И пишува дека не содействува на квалитетот на вода кој што е потребен за пиење. Па добро, знаат ли овие луѓе што прават?